ова издание на Утрински зрак имаме многу различни теми на разговор поврзани со вашето здравје, почитувани гледачи. Поточно едно од почестите заболувања во нашето секојдневие е заболувањето на крениците, синусите, увото и носот. Секако да не ги заборавиме и настинките во различни периоди од годината. Нешто повеќе за ова ќе дознаете во текот на нашиот разговор со мојот денешен соговорник, а тоа е доктор Оливер Зоографски, кој што е специјалист за болести на уво, нос и грло. Јас ќе ви посакам најпрво добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на К1. Добро утро и на гледачите на К1. Така, докторе, јас ќе го започнам нашиот разговор и со онаа прва тема која што ја споменав во самата најава, да им кажеме малку на гледачите како вовед каква всушност функција имаат крениците во човековиот организам. Крениците се дел од имуниот систем на организмот кој што се грижи за во старт да ги фати бактериите и вирусите, значи сите потенцијални закани за организмот и да ги уништи пред да навлезат и да направат поголема компликација. Значи поставени се на влезовите на организмот. Третиот крајник се наоѓа на крајот на носот, палатиналните крајници, непчаните се наоѓаат на крајот на устата, значи сите влезови практично се покриени. Иначе дневен внес на бактерии во организмот е од 800 милиони до 1 милијарда. Значи огромен број. Ма не е наивен воопшто имуниот систем и сето тоа го запира уште на почетокот и крениците кога функционираат асимптоматски. Значи не е ни свесен човекот дека они се одработуваат работата. Иначе покрај тие три крајника, значи непчаните и третиот крајник, постојат уште два помали крајника кои што се наоѓаат во близина на третиот крајник, тие се викаат Герлахови тонзили, помалице. И на јазикот, на базата на јазикот има уште еден крајник, тоа е така наречена лингвална тонзила. Така. Доктора, како најлесно е да им кажеме на гледачите да ги препознаат сите оние симптоми на воспалени креници кои што верувам дека многумина се соочуваат со овој проблем? Да, сега е сезона веќе на настинки и чести се заболувањата, значи се почести, се поголеме бројот на пациенти кои што доаѓаат со симптоми на настинка. Именно крениците функционираат така што произведуваат бели крвни зрнца, леукоцити. Так. Мора да се каже дека во раната возраст, значи кај децата, можеби најактивен од сите крајници е третиот крајник, кој што има улогата за да го заштити организмот од влез на сите микроорганизми преку нос. Ослободувањето на леукоцити е континуирано, значи 24 часа, и они навлегуваат во циркулацијата, во крвотокот и патролираат буквално низ слузницата, таму кај што е влезот, нели, на внесот на бактерии и на вируси, и ги фаќаат и ги уништуваат, со тоа практично оневозможуваат, нели, нивни влез понатаму, како што кажав. И сега во некои ситуации може да падне на локално ниво имунитетот, што најчесто се случува во овој период. Тоа е најчесто поради физички стрес, може да се каже. Значи физички стрес во смисол изладување, несоодветно облекување, значи да и настинка, што популарно кажано. И во таква ситуација кога забавува, значи заради изладувањето, кога забавува циркулацијата на периферијата, забавува циркулацијата и во носот. Во таква ситуација бројот на леукоцити е помал отколку бројот на внесени бактерии и вируси и автоматски имате брзо размножување на тие бактерии и вируси и наеднаш организмот добива, тоест крениците добиваат информација дека треба да направат поголем број на леукоцити, тогаш се случува воспалувањето. Сега тоа воспалување е тоа што ги дава симптомите. Значи одлика на секое воспаление е оток и болка. Значи две од одликите. Тоа се симптомите кои што се чувствуваат при воспалување и затоа пациентите кои што настинуваат чувствуваат болка во грлото на почеток како гребење и печење, а понатаму се потенцира. Значи кога веќе воспалението завзема замав, тогаш се чувствува и болка. Да речеме ако се воспалат палатиналните непчаните крајници,
тогаш се манифестира тоа со болка во грлото, болка при голтање. И тоа е најчесто причината поради која што пациентите си бараат помош, или ако евентуално се работи за воспалување на носната лигавица, тогаш затнување на носот, појачана секреција која што понатаму пак си добива поинаква клиничка слика како напредува воспалувањето, значи од бистер секрет кон обоен секрет, во зависност и од предизвикувачот и од време траењето на воспалувањето. Така. Исто така, тука е битно да кажеме и кои се оние најчестите предизвикувачи за воспалување на крениците, но и како тече лекувањето на цел овој проблем кај вашите пациенти? Како што спомна веќе, значи најчести причинители се вирусите. Така. Најбројни се практично. Многу често вирусната инфекција може да премине во бактериска инфекција, значи на некој начин да го подослабе малку имуниот систем, имуниот одговор и да премине тоа во бактериска инфекција. Вирусните инфекции спонтано најчесто поминуваат, значи не бара посебен третман, освен симптоматска терапија. Со тоа што време траењето обично им е од 3 до 5 дена, додека пак бактериските инфекции се исто така многу чести и најчесто заради нив и пациентите бараат помош од своите лекари. Има различни предизвикувачи на инфекции на горно-респираторните патишта. Најбројни кај нас најчести се стрептококите, значи како бактерии со своите соеви. Потоа спаѓа моракселата, значи стафилокок, хемофилус инфлуенце. Тие се 4 најчести бактерии кои што предизвикуваат воспаленија и генерално тие антибиотици кои што најчесто се користат кога мора да се дадат, нели? Се антибиотици кои што ги опфаќаат овие 4 типа на бактерии. Иначе терапијата, како што ви кажав, освен симптоматска, значи да се намали температурата ако ја има, да се намали носната секреција, да се отне носот, евентуално да се смири болка во грлото. Покрај таква симптоматска терапија се користи и антибиотска, значи тогаш кога веќе завзема замав воспалението и организмот не може да се справи со тоа, тогаш е потребно да се даде антибиотик со кој што практично се убиваат бактериите и на тој начин се смирува воспалението. Лекувањето обично е 5 до 7 дена, тоа веќе сите го знаат, значи се после тоа веќе се рачуна како посериозно воспаление и веќе бара и посериозен пристап. Но генерално таквите воспаленија завршуваат за највише една недела. Така, што вели вашето долгогодишно искуство? Дали е голем бројот на оние пациенти кои што доаѓаат со оваков проблем? Па да, значи, како што спомнав, зависи од сезоната. Зависи од сезоната, да, така. Значи во Во ординациите... кој период од годината најчесто се појавува овој проблем? Така. Значи, најчесто се појавува проблемот во период кога имаме преод на времето. Кај нас се уште имаме 4 годишни времења, значи 4 сезони. И најчесто ваквите разболувања, најчесто вакви инфекции се случуваат во период кога има преод од лето кон есен, односно есен кон зима и од зима кон пролет. Да, овој период се должи на адаптацијата уствари на организмот. Значи му треба известен период на адаптација на организмот за да дојде до полна кондиција, може да се рече. Значи се уште имаме дилема како да се облечеме, има големи температурни разлики се уште наутро. Некогаш знае да биде и минус, преку ден да направи 20 степени, значи несоодветното облекување најчесто е причина за тој физички стрес што го спомнав. Значи на тој начин практично се прават предуслови за да се направи таа настинка, односно настинка која што покасно ќе доведе до инфекција. И затоа и треба, значи, овој период да се прегарми, народски кажано, да имаме баш соодветен однос према климата и према
околината, значи соодветно облечени, пристојно стоплена просторија, тоа е доволно за да може да полесно да се помине овој период. Иначе во зимскиот период веќе сите знаеме дека добро треба да се облечеме и тогаш се многу поретки Така. овие инфекции. На самиот почеток од нашиот разговор споминавте трет крајник. Многумина од луѓето не се запознаени со овој термин, не знаат уствари што значи, но еве да им кажеме дали неговото отстранување значи решавање на сите оние маки кои што се соочуваат пациентите. Да, третиот крајник е битен дел од имуниот систем во детството. И он тогаш и постои практично. Децата се раѓаат со третиот крајник, со тоа што како мине, како зреат, како им стануваат поголеми, тогаш расте и големината на крајникот, што се должи на неговата постојана активност и меѓу другото на потребата на организмот за да има заштита на влезот на носот. Значи, градбата му е иста како другите два крајника. Значи во себе има герминативни центри, се викаат, местата од кај што се произведуваат леукоцитите. И меѓу другото, он е добар за тоа што произведува имуноглобулини, тие се тие антитела кои што ги уништуваат бактериите и вирусите. И најактивен е до предшколската возраст, може да се рече. До тогаш и се почести инфекциите. Значи децата до 3-4 годишна возраст во просек се разболуваат 6 до 8 пати годишно. Што е начин како созрева имуниот систем. Значи треба да се запознае со бактериите, тие антитела што ги ослободува третиот крајник ги памтат и ја памтат генетската структура и се спремни за некоја следна инфекција. Тогаш е спремен организмот и затоа како зрее, значи организмот, како зрее имуниот систем, се по-незабележителни се контактите со бактерии и со вируси. Значи ги внесува организмот, ама ги решава асимптоматски. Така. И во предшколската возраст веќе почнува постепено да се намалува, да се изречуваат тие инфекции. Негдека до пубертет крајникот почнува да атрофира, полека да се намалува заради неговата нефункционалност и негдека до 20-та година скоро целосно исчезнува. И сега заради функционалноста е многу важен. Значи не смее да се чепка, не смее да се размислува на операции. Операција на крајници се прави само тогаш кога има апсолутна индикација. Значи потреба за да се отстранат крајниците. Иначе честите воспаленија во смисол овакви 5-6 во тек на предшколската возраст, значи до 3-4 години возраст, не се индикација за операција. Значи тоа е нешто што се очекува и многу е битно тогаш да се задржи крајникот. На операција се размислува тогаш кога бројот на тие инфекции е почест или кога време траењето на инфекцијата е подолго од една недела. Значи во таква ситуација се размислува, тоа е една од индикациите за вадење на крајникот. Меѓу другото, друга е кога заради зголемената активност негова прави хипертрофија, ја зголемува масата и во таква ситуација, бидејќи он се наоѓа во една ложа која што се наоѓа на крајот на носот, тоа се вика епифарингс. Од тука поминува воздухот и преоѓа надоле кон грлото. Значи, ако масата му е толкава да во најголем процент, значи повеќе од 80% ја затвара таа ложа, он го блокира носот и отежнато е дишењето. И во таква ситуација кај дечињата се јавува отежнато дишење на нос, континуирано отежнато дишење на нос, крчат при спиење, понекогаш прават апнеи. Тоа исто така е една од апсолутните индикации за вадење на крајникот. Значи, тогаш се размислува хируршки. Уште една индикација е кога исто така заради големината или заради честите инфекции прави воспаление на ушите. Ушињата се отвараат, значи преку евстахиева труба, тоа е еден мускулно раскавичен канал кој што го поврзува увото со епифарингс, со ложата кај што лежи третиот крајник. Во таква ситуација, кога ќе се затвори таа туба, таа обезбедува аерација на средното уво. Тоа е битно за да имаме добар слух. Значи, во таква ситуација кога ќе го затвори третиот крајник, кој ќе ги затвори отворите на евстахиевата труба,
настануваат воспаление на ушињата кои што некогаш се краткотрајни, некогаш траат долго. И во таква ситуација, значи кога не може со терапија да се делува, се применува хируршка интервенција, значи се отстранува третиот крајник за да може да се реши како проблем. Иначе вадењето на крајникот не значи неразболување. Воопшто и операцијата на крајници не значи неразболување. Значи затоа и се пристапува на хируршки третман тогаш кога постојат апсолутни индикации, значи кога имаме чести инфекции. Со отстранувањето на крајниците се решава евентуално изворот на инфекција. Значи крајниците многу често можат да станат жариште. Честите инфекции може да предизвикаат состојба во која што во крајниците се вгнездува или најчесто бактерии. Значи крајниците по изглед не се компактни они. Значи тоа би е како згужвано лимфно ткиво. На меѓу тие пфалти, меѓу тие згужвани набори се наоѓаат празни простори. Ти се викаат крипти. Во нив најчесто, ако се проширени, значи ако имаме наголемување на масата на крајниците, знаат да се прошират криптите и во нив да се насобере содржина. Зборувам за храна, зборувам за остатоци од храна. Дел од обвивката од крајникот. Тоа е органска материја во која што лесно се распаѓа. Значи тука можат многу лесно да се вгнездат бактерии. Од тука да се продуцира инфекција. И во таква ситуација веќе имаме апсолутна индикација за вадење, но уште еднаш напоменувам, тоа не значи дека нема да има разболување. Значи внесот на бактерии паист, со тоа што кога ги нема крајниците, друг дел од организмот, од имуниот систем локален, ја завзема нивната улога и пак ги решава инфекциите така како што ги решаваат крајниците. Значи не е наивен имуниот систем за да со едно отстранување на крајници запре со работа, не, него си превзема друг дел од имуниот систем задачата и си продолжува понатаму со работа. Така. Ете, ставивме акцент на сите оние проблеми кои што се соочуваат во врска со воспалени крајници и така натаму. Сега малку да се надоврземе и за синусите. Да кажеме малку која е функцијата на синусите и како доаѓа всушност до воспалување на истите. Вака, синусите се исто така една од честите синузитот, тоест една од честите промени и честите инфекции кои што ги гледаме во овој период. Синусите се шуплини во скелетот на лицето и на главата, и на черепот. Има 4 пара, значи 8 синуса, на секоја половина на лицето и на главата по 4, и се го носат името во зависност од тоа во која коска се наоѓаат. Иначе 7 коски ги склопуваат, 7 коски од главата ги склопуваат. Најпознати се максиларните, кои што се наоѓаат во горната вилица и кои што се најголеми најчесто по волумен. Потоа етмоиди, кои што се наоѓаат негде во коренот на носот, по должина на носот према назад. Фронталните синуси кои што се наоѓаат на челната коска и сфеноидни синуси кои што се наоѓаат негде на средина на главата, значи зад носот. Ствари, уште посликовито можеби би било да се каже дека максиларните синуси се наоѓаат под очите, фронталните синуси. Можеме да погледнеме. Тоа е веќе видеозапис од диагностика. Покасно ќе ви кажам за диагностиката, да. Значи под очите се наоѓаат максиларните синуси, над очите се фронтални, меѓу очите се етмоидни синуси, зад очите се сфеноидните синуси. Че тоа би било најдобра ориентација. Така, кој од овие најпроблематичен еве да кажем? Сите може да се каже. Значи многу лесно се разболуваат, може да се разболат, бидејќи синусите они се шуплини како што ви спомнав. Во себе обложени се со слузокожа која што има исти карактеристики како слузокожата на нос. Практично слузокожата од носот ги обвиткува и синусите. И они практично служат за да го навлажнат воздухот, тоа им е една од функциите, и да обезбедат фонација. Значи, нивната шупливост е
има улога на резонантна кутија, што овозможува формирање на глас. Тоа се две од функциите, иначе уште се дебатира околу функционалноста на синусите, така да не е конечно, не се знае нивната функција. Ама овие се две, можеби сам функции кои што највише имаат резон. Иначе, слузокожата внатре во синусите постојано влажи помалку. Исто како и слузокожата на устата, слузокожата на носот, на грлото. Тој секрет се елиминира постепено и секој синус има комуникација со носната празнина. Значи мали канали, тесни канали преку кои што се овозможува аерација на синусите, значи тој воздух внатре циркулира цело време и тој секрет што ќе се создаде, тој не е обилен, не тече, него буквално како да се прелева. И он преку природниот отвор поминува во нос. Иначе карактеристика на таа дишна лигавица, таа респираторна лигавица е што има на врвот, значи сите тие клетки имаат трепки. У суштина тоа е можеби најглавниот елемент кој што ја решава секреција. Значи тие трепки се движат од напред према назад, негдека 15 пати у минута. Секретот што ќе дојде на површината на епителот, на лигавицата, они го носат према назад, према задниот дел на носот. Но тоа, уште еднаш потенцирам, не е слевање. Значи, само пренесување на секретот сегдека. И целта на тој секрет е да го навлажни воздухот, да се стопли воздухот и да се припреми за доаѓање во плуќе, кај што ќе се случи размената на гасови. Кога имаме воспаление на синусите, значи, воспалението, ви спомнав преска, дел од карактеристиките на воспалението е отокот. Кога ќе отече каналот што го поврзува синусот со носот, тогаш ја оневозможува таа дренажа. Ние го викаме тоа клиренс. Значи, оневозможено е чистењето на синусот. И најголем дел од тој секрет заостанува внатре во синусот. И во таква ситуација, кога ќе zostaне, лесно е подложен, бидејќи во носот влегуваат бактерии и вируси, лесно е подложен на инфекција. Тогаш почнуваат симптомите, тогаш почнуваат практично проблемите на пациентот. Значи, тоа е генерално што можеме да кажеме за синусите како вовед. Така, всушност, од што треба да се внимаваат пациентите најмногу за да не дојде до овој проблем? Дали можеби тоа е генетски нешто поврзано? Тоа сакав да им го објасниме малку, од што да се пазат. Така, да се пазат. Значи, кога ќе се воспалат синусите, они си имаат карактеристични симптоми. Така. Пред се симптом поради кој што се јавуваат пациентите на лекаре, затнат нос и главоболка. И главоболката е типична, сите чувствуваат притисок, кој што најчесто е во коренот на носот и напред на лицето. Понекогаш знае зад очите да биде, меѓу очите, значи во зависност од тоа кои синуси се болни, такви симптоми се чувствуваат, таков тип на болка. Затнувањето на нос практично предизвикува отежнато дишење, што исто така е еден од проблемите. Ево е веќе конкретно секрет кој што буквално од синусот се слева. Тоа е ендоскопски преглед кој што ни овозможува добра диагностика. Тоа е дел од носната празнина. Так. Значи, кога имаме инфекција, тогаш секретот постепено се згуснува, се до фаза кога станува гнојав секрет и во таква ситуација покрај овие симптоми што ги кажав, значи главоболки и затнат нос, може да има покачена температура и веројатно кашлица заради слевањето на секрет во грло. Значи слевањето на секрет во грло веќе е доволна причина, исто така на оваа снимка добро се гледа дренажа од воспален синус, но кое што веќе подолго време трае, така да тука има компонента на сукрвичавост. Значи гнојав секрет кој што веќе има сукрвица. Таа кашлица многу лесно може, ако не се третира правилно синузитот, може да доведе и до бронхитис. Значи, да направи синобронхиален синдром. И тоа е нешто кое што често се среќава и кај децата.
Значи, децата се раѓаат со формирани максиларни и етмоидни синуси. Значи, тие синуси меѓу очите и тие синуси под очите. А во тек на детството, значи до 4-5 години, постепено почнуваат да се пневматизираат и другите два синуса. Значи, правиме муабет за челните и за сфеноидот. И до 12-та година веќе сите синуси се развиени. Така да не е необично кај деца, мали, кои што подолго време имаме секреција во носот, односно воспаление на носето, трае да речеме тоа со недели, да се воспалат и синусите. И кога ќе се воспалат синусите, веќе тие ги генерираат симптомите. Значи, од таму веќе доаѓа инфекцијата и тогаш е потребна стручна помош. Значи, веројатно консултација со освен со педијатар и со оториноларинголог. Така. Ајде малку да кажеме и збор 2 и да се надоврземе на дијагнозата за овој проблем. Всушност, како се лекуваат овие воспалени синуси? Дали има трајно решение за цел овој проблем? Добро прашање. Значи, дијагностиката на синузитот прво се обавува во специјалистичка ординација, значи оториноларинголог е тој што ја поставува дијагнозата најчесто заради начинот на преглед, практично заради дијагностичките инструменти кои што ги има. Прво е предна риноскопија, значи најобичен преглед на носот со кој што делумно само може да се наслути дека има синузит, значи од квалитетот на секретот, обимноста, од локализацијата. Многу попрецизна дијагноза се поставува со ендоскопски преглед, кој што е во суштина и главниот преглед за дијагностика на синузит и некогаш и доволен целосно, во најголем број од случаите доволен за да се постави дијагнозата. Ендоскопијата може да се направи со ригиден, но многу по-ефикасно е ако се направи со флексибилен ендоскоп. Тоа е апарат кој што има фибероптички влакна, еластичен е, тенок, има извор на светло, има камера со која што буквално се доаѓа до местото кај што се отвараат синусите, значи ходниците во кои што се отвараат синусите. И тоа беше тоа што го видовме преска на видеозаписот. Значи, Ето може уште еднаш да го погледнеме, ќе ги замолам колегите од режија. Значи, кога имаме таква прецизна ендоскопска дијагностика, многу лесно може да се дојде до дијагноза. Ова е, исто така, значи, тоа што го спомнавме, веќе задниот дел на носот, кон епифаринкс, и тоа е веќе продор во ходник во кој што се отвараат сфеноидот и задните етмоиди, и од тука гледате каков гнојав секрет се слева, тоа е веќе доволно за да дијагностицираме синузит. Значи, влегуваме во ходниците кај што се отвараат синусите. И целата анатомија, изгледот на лигавицата, значи знаците за воспаление, некогаш ни се доволни за дијагностика. Со тоа што можеме да надополниме, значи ако не сме сигурни за дијагнозата, можеме да ја надополниме со рентген снимка. Така. Кај нас користиме се уште обична рентген снимка, така наречена Хирц проекција, која што е доволна за дијагноза, но ако сакаме попрецизна дијагностика, тогаш се прави компјутеризирана томографија, со која што тродимenzionално ги визуализираме синусите и многу попрецизно одредуваме кој од синусите е воспален. И понатаму тоа се прави најчесто кога имаме хроничен синузит кој што е искомплициран со полипозна дегенерација, со чести симптоми. Тоа практично ќе ни биде доволно за да поставиме многу попрецизна дијагноза и да одлучиме што треба да се работи понатаму за да се заврши како болест. Иначе, лекувањето на акутниот синузит, значи тој синузит со кој што најчесто се среќаваме, оди исто како лекувањето на другите инфекции на горно-респираторни патишта. Значи, обавезно треба да се направи деконгестија на носот, да се намали отокот. Се препорачува во домашни услови да се пере носот со солени раствори во таква ситуација. И тоа препораката е со хипертонични, значи подсолени раствори, кои што овозможуваат осмоза, тоа е биолошки начин како да се извлече секретот од синусот и да се поднамали отокот малце.
Иначе се даваат и локално, често даваме на локално ниво антибиотик и системски антибиотик тогаш кога се покомплицирани синусите, симптомите. Значи кога има ваков гнојав синузит како на видеозаписите, кога веќе прети опасност од компликација. Иначе битно е да се излечи правовремено синузит. Обично кога трае подолго, тогаш и подолго се примаат антибиотици спротивно од препораките дека треба кратко време да трае антибиотската терапија, нели во последно време се зборува често за тоа дека се злоупотребуваат, што е точно. Но во ваква ситуација некогаш е потребно подолго време да трае и по можност да биде антибиотска терапија подкрепена со антибиограм. Значи, претходно земен бриз за циљано да се гаѓа бактеријата, значи циљано да се излекува синузитот. Иначе, доколку не се излекува, ако траат симптомите подолго од 3 месеци, што не е необично, тогаш може да помине во хроничен синузит, што значи веќе дека симптомите не дека ќе бидат континуирано исти, но тоа веќе овозможува лесно разболување на синусите, секоја настинка Така, на нос. јас познавам и такви луѓе што Така е. што многу долг период се Им справуваат траат, со така е, овој им проблем. траат симптоми. Токму и затоа и ве прашав дали има трајно лекување на овој проблем. Како се справуваат вашите пациенти со проблема, дали се дисциплинирани да не речем? Да, дисциплинирани се тој што си има мака си бара решение. Значи, кога имаме хроничен синузит, како што ви спомнав, синусите лесно се разболуваат и бавно им е оздравувањето. Многу подолго трае лекувањето него кај акутниот. Излекувањето не е можно кај хроничниот. Затоа што тоа се симптоми кои што не одат секогаш болест која што не може да се реши конечно нити хирушки. Иначе се примаат понекогаш назални стероиди, се гледа пациентот, многу е битно тогаш да пази да не настинува лесно. Значи, секој воспаление на носот, во старт уште да го решава, за да не трае долго време, бидејќи подолго трајното воспаление на нос, автоматски значи и воспаление на синусите. Значи, пак се сведува на тоа да имаме практично запирање на воспалението во старт. Тоа беше преска инсерт од аденоидна вегетација од трети крајник. Така. Кај помали деца, знаете, ова е веќе средна носна школка се вика, или средна турбина, тоа е анатомски елемент во носот. Странично од неа има ходник во кој што се отвараат синусите. Еве сега мислам дека има еден видеозапис. Да, тука имаме трети крајник веќе, сега ќе го обяснам. Значи ова е сега на крајот на носот доаѓаме и гледате ова овде, значи тоа е воспален трети крајник со обилен секрет, акутно воспаление. Тоа не значи дека треба да се размислува на операција, бидејќи кога ќе се смири воспалението, веројатно масата на тој крајник малце ќе се намали. Што не значи дека ќе му биде проблем на детето за да диши добро или да има симптоми. Значи моментална состојба е тоа. Овдека исто така гледаме една поголема вегетација која што скоро целосно го затвора просторот за дишење и му прави проблем на пациентот. Да се вратиме на синусите, значи тој хроничен синузит практично само треба да се превенира. Значи да не дојде до акутни инфекции. Иначе решавањето на синусите кај кои што имаме промена веќе во лигавицата, дегенерирана лигавица, значи многу често може таа да задебели до толку да го затвора луменот на синусот, може да го затвори и ходникот на синусот преку кој што аерира, тоа веќе е подлога за лесни инфекции, или може да генерира до толку да се создадат полипи. Полипи се структури кои што често може да се сретнат при ендоскопските прегледи на нос, како елементи изградени од лигавица изгледаат со многу малку васкуларизација, полни се со течност, значи со секрет, и имаат проблемот е во тоа што лесно прават обструкција, значи го затвараат носот. Лесно растат, секоја настинка ги отекува, лесно растат и го затвараат и синусот и носната шуплина.
И во таква ситуација се размислува хируршки. Хируршкиот зафат се состои во ослободување на отворот на цинусот, често отстранување на лигавицата со тоа што ќе се ублажат симптомите. Значи, иначе порано се работеа класични операции кои што беа со поголема деструкција, значи надворешно се отвараа синусите. Но последниве 20 на години во Македонија се работи така наречен ФЕС, тоа е функционална ендоскопска хирургија на синуси, која што е доста елегантен начин како да се реши синузитот, без да има видливи дефекти, без да има голема траума. Ендоскопски пристап е тоа, значи доаѓа со ригидни телескопи во носот, се отвараат, значи природните отвори на синусите, се прошируваат, се чисти оштетената лигавица, во суштина тоа е функционалната ендоскопска хирургија. Така. Ги споменавме крајниците и воспалувањето на нив, споменавме и за синусите, наред дојда воспалението на ушите. Тоа најчесто се појавува кај малите деца, особено Така. најчесто. Ајде малку да кажеме збор два и за овој проблем кој што се соочуваат вашите пациенти. Така. Како доаѓа до ова, која е диагнозата и така натаму. Така, да, дел од секојдневната патологија во овој период се така, исто така, значи воспаленијата на ушите кои што точно е како што кажете, се карактеристика најчесто кај децата, тоа е заради анатомската поставеност. Значи како што испомнав, увото во себе, средното уво конкретно, има облога од слузокожа која што е со исти карактеристики како слузокожата во нос, во синуси. Значи таа е дишна лигавица. Што значи многу лесно инфекцијата од нос може или од грло може да се пренесе на ушите. Така. Патот по кој што се пренесува најчесто е стахиева труба. Тоа е тој мускулно-арскавичен орган, тоест канал кој што го поврзува средното уво со носот, со грлото. Тој канал кај децата, кај малите деца, зборувам до година, година и пол, е скоро хоризонтално поставен. Како растат децата, се подига и доаѓа прилика диагонално се поставува и тогаш веќе малку изречуваат симптоми, мислам воспалението на уши. Иначе воспалението на средно уво е тоа што е најчесто во патологијата во овој период, баш заради комуникацијата на увото со нос. Значи перконтинуитетен буквално се пренесува инфекцијата. Многу лесно, гледате, заради големината на крајникот, многу лесно може да се задржува секретот во таа ложа кај што се отвара естахиевата труба. Тој секрет е патоген, значи има во себе доста патогена материја, значи бактерии или вируси, и самото присуство негово веќе е доволно за постепено ширење на инфекцијата. Значи, она буквално ќе си се прошири во континуитет до средното уво. Иначе, многу ретко примарно имаме разболување на средното уво. Секогаш по правило, тоа е инфекција која што се пренесува од околните структури. Так. И сега, воспалувањето е со истите карактеристики како и воспалување на нос. Значи, ќе отече лигавицата, автоматски кога ќе отече лигавицата, таа стахиева труба се стеснува. И кога ќе се стесни, тогаш почнуваат симптомите. Прво чувство на заднатост, кое што заради развојот на инфекцијата набрзо преминува и во болка, која што е првиот симптом заради кој што пациентите се јавуваат на лекар. Болката кај децата секако е проследена со плач, поготово кај малите дечиња, и заради тоа и обавезно педијатрите препорачуваат, нели, кај зборувам за доенчиња и дечиња до 1 година, педијатрите препорачуваат отоскопија да се направи за да може да се диагностицира дали плачот доаѓа заради воспаление на увото. Иначе третманот е ист како и третманот на другите инфекции. Значи во увото не треба да се става генерално ништо. Значи доволно е Сите оние капки што ги Вака, препорачуваат. генерално не треба да се става. Доволно е првиот ден да се стават капки кои што
во себе имаат антибиотик, кај нас во широка употреба отол-Х. Се капките имаат анестетик, извинете. А анестетикот е тој што малку ја смирува болката. Иначе, генерално воспалението завршува тогаш кога носот ќе се реши. Значи, со лекувањето на носот практично влијаеме на лекување на средното уво. Значи, пак се дава деконгестиви, по потреба се дава антибиотик. Сега, ако е вирусна инфекција, знае таа многу брзо да помине, за ден-два да се смират спонтано симптомите без никаква терапија. Апсолутно никаква терапија не е потребна. Има баш еден тип булозни отитиси се викаат. Ти имаат вирусна етиологија, значи на самата мембрана се создава како меурче исполнето со течност. Тоа е болно во моментот додека се создава. Знае да руптурира, бидејќи се работи само за површниот дел на мембраната, значи не ја пробива по должина, пак е интактна мембраната. Кога ќе руптурира, готово завршуваат симптомите и спонтано си се излекува. Значи нема потреба никаква терапија. Додека ако се работи веќе за воспаление на средното уво, тогаш знае да потрае подолго и знае да се развие во некогаш и во гнојав отитис кој што веќе треба сериозно да се лекува поради можноста за компликации и близината на сериозни анатомски структури до увото. Значи, прво увото, средното уво е заобиколено од коска, која што е дел од главата. Значи, темпоралната коска е, како ви кажам, централна се наоѓа. Тука се наоѓа пирамида. Не случајно го носи името пирамида. Она е баш во центарот на главата, тука се наоѓа внатрешното уво. Значи, во негова близина има големи крвни садови, мозокот е тука, значи, да треба гнојните воспаленија на уво сериозно да се решаваат, да не се оставаат да завземаат замав заради можност од компликации. Така. Она што би сакала, сега ми текна во моментов прашањето, особено децата, пак ќе ги напоменам, се соочуваат со проблемот во летниот период кога одат некаде на море, пак им влеза вода во увото, па тогаш настанува исто воспаление на увото, па вие докторите препорачувате топли облоги на ушето. Јас знам од лично искуство, мене ми се има тоа случајно и сакав малку за тоа да продискутираме. Така. Значи, тоа баш типично е за летниот период, се работи за воспаление на надворешниот канал. Така, тоа не е ништо страшно. Што, да, не се сериозни, но се болни. Да, значи, да. заради тоа што, вака, надворешниот канал, тоа е надворешното уво, е слеп канал. Так. Обложен е со кожа, кој што има исти карактеристики како кожата на лицето. Значи, има лојни жлезди, потни жлезди, влакненца и многу лесно може да се воспали ако се иритира. Значи, влегувањето на вода во уво не значи ништо. Бидејќи е слеп канал, доволно е да се наведнете настрана и водата ќе истече. Значи нема кај да оди. Мембраната е бариерата. Грешките се прават кога се користат чепкалките. Така, токму и следното прашање ми беше... Ќе направиме мувез за тоа, да. И сега, кога ќе се дојде до воспаление на надворешното уво, значи тогаш се инфицира кожата и отекува. Болно е бидејќи кожата лежи директно или на рскавица или на коска. Значи, надворешниот дел на каналот лежи на рскавица, а внатрешниот дел, длабокиот дел на каналот, пред мембраната, лежи на коска. Сега обвивката на рскавицата и на коската на допир боли. И кожата кога отекува, ќе притисне на тој перихондриум или периост и тогаш се јавува таа јака болка. Оток кој што е болен на допир и тогаш се бара помош. Значи, поентата е, кога ќе дојде до влегување на вода во увото, не треба апсолутно ништо да се прави, само да се наведнете и ќе истече. Слеп канал е, нема кај да оди. Така. Следно прашање ми беше, и сами напоменавте, за оние стапчиња кои што ги користиме, ние секојдневно ги купуваме во сите аптеки и маркети. Што вели вашето знаење, да не речам, дали вие ги препорачувате сите оние ова што го споменав сега? Да, многу пати е тоа нели зборувано, но сега дека не се практични, не се корисни. Така, и на интернет порталите не функционални. Читаме, да. Значи, прво не се стерилни. Значи, ние во праксата користиме чепкалки за уши, нели народски кажани, ватен трегери ги викаме кај нас популарно. Тие се прво многу потанки и се стерилни. Така. И што е најважно, тоа што го чистиме од уво го работиме под око и го работиме стручно, нели? Да. Не е седно дали
ставате нешто во увото без да гледате. А никој од нас не гледа, значи кога го чепка увото не гледа што прави со тоа, затоа што не знае и каква е содржината внатре. Иначе реално со чепкалките не може да се изчисти увото. Не може. И правилото е по-тенко од прстот ништо во уво. Значи тоа е правило. Увод се чисти само надворешно. Значи внатре ви спомнав преска за структурата на кожата. Има лојни жлезди кои што лачат церумен, ушна маст. Ушната маст во основа има низок pH, кисела е. Сапунски карактеристики има. И тоа што доаѓа од надвор, бактерии, вируси, габички, спори од габички, често тоа лета во воздух, значи, она е леплива баш заради тоа, треба да го налепи на себе и нејзините карактеристики, киселоста, практично ги уништува тие габички, бактерии и вируси. Вишокот од ушна маст се исфрла, увото само е исфрла. Тоа се случува заради отварањето на вилицата, значи зглобот се наоѓа во близина на увото, и при отварањето на вилицата, а и од телесната температура, значи таа маст, ушна маст, вишокот станува потечен и може да го видите на надвор на увото, значи кога е вишок. И практично тоа е тоа што треба да се исчисти. Може да се користи чепкалка, ама само надворешно, површно, значи да не се внесува во канал. Ова е вистинскиот начин на како да се чистење чисти. на... Иначе прстот е доволен. Се миете со вода, го бришете со, чистите со прст, се бришете, чистите со прст. И тоа е се. Иначе ставањето од чепкалка може само да ја набие ушната маст во подлабоките зони од кај што увото веќе не може да изфрли. И тогаш е потребна стручна помош, значи перење на увото или вакуум екстракција, тоа што се работи во ординацијата, ама никако палење тутурки со восок, значи алтернативни техники некои кои што не ги препорачуваме, бидејќи се можни компликации. Така. Вие сте специјалист за уво, нос и грло, но да го искористиме вашето присуство и да кажеме збор-два и за оние настинки кои што следуваат во овој период од годината. Еве, кои препораки вие би им ги дале на нашите гледачи? Па, вака, пред се заради тоа што го спомнавме на почетокот на разговорот, значи пред се заради температурните разлики, битно е организмот да е соодветно стоплен. Значи да соодветна облека. Така. Тоа е нешто кое што возможува да му се одржи работната температура на организмот. Значи да нема физичко истоштување, у смисол премор физички. Стално да не физички стрес и жет, значи стално добро најадени, добро напиени, соодветно облечени. Тоа е нешто што во ваков период е доволно за да го имаме на добро ниво имуниот систем. И другото, он сам си го одработува, не му треба многу помош. Значи да нема истоштување у прав смисол на зборот. Значи тоа е физички стрес кој што го помнува. Така. И за крај, докторе, верувам дека вашето долгогодишно искуство, знаете да ми кажете, каква е свеста на граѓаните моментално? Дали од година во година се минува, дали доаѓаат навремено на прегледи, еве да кажем и за крај колку пати треба да ве посетат, не само кога имаат проблем, туку и без разлика и да немаат проблем да дојдат да си направат некои проверки, а доколку еве и нема немаат проблем, што би кажале вие за ова? Па вака, значи за разлика од порано свеста кај граѓаните на многу повисоко ниво сега, тоа го возможуваат, нели, податоците кои што се добиваат преку медиумите, интернетот е веќе начин како да се дознаат многу работи. работи. Дали таму има вистински информации за сите овие проблеми кои што ги споменав? Има и нема. Има и нема, да. Так. Иначе за разлика од порано, викам, свеста сега е на многу повисоко ниво, многу понавремено се доаѓа, нема такви сериозни компликации кои што порано се среќаваа, значи навремено се реагира за отити, за синузити. Нема гнојни отити кои што траат долго време, па мораат да завршат оперативно, или синузити кои што исто така оперативно мораат да завршат. Значи, луѓето се многу посвесни за своето здравје и повеќе го чуваат. Так. И тоа е предноста на тоа што го дознаваат од интернет и од медиумите, но има и негативности тоа што го дознаваат од интернет, затоа што има многу портали и вебсајтови кои што
чисто го пренесуваат така како гола информација. Google Translate му прават и имате еден куп невистини тука или лоши преводи, иначе се што ќе се прочита на интернет не значи дека е апсолутно точно. Сигурни се порталите кои што се спремани од доктори. Или сајтови кои што се спремани од доктори, односно официјални веб сајтови на здравствени установи, на болници, на медицински сајтови кои што имаат медицинска подлога. Иначе такви сајтови популарно се прават, па имате еден куп совети алтернативни, не дека не вредат, нели? Ама голем дел од тие совети се сведуваат на приправки некои кои што дома треба да се направат, па се ставаат во уво, се користат за перење на синуси. Најголем дел од тие приправки се, како да кажам, нестручно направени и носат повеќе опасност од кој што има ефект. Добрата страна на тие сајтови на интернетот е тоа што ја буди свеста кај луѓето. Значи, здравствената култура е на друг левел сега, не е како порано. Веќе луѓето се свесни и за здрав начин на живење, значи тоа е предност, тоа мислам у перспектива ќе биде многу повеќе прикажано. Ако не е психичкиот стрес, мислам дека луѓето многу подолго ќе живеат. Кај нас баш заради тоа повисоко ниво на здравствена култура. Докторе, јас ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Се надевам дека сите овие работи кои што ги кажавме во денешниот разговор ќе бидат од корист на нашите гледачи, па се надевам дека во наредна прилика повторно ќе разговараме за некоја друга тема. Да, ви благодарам на поканата. Овие се емисии едукативни баш со цел тоа што го спомнавме пред малку, значи да се подигне уште малку нивото на здравствена култура и мислам дека имаат одличен ефект. Фала за поканата уште еднаш.